Неколку ученици од Штип завршија во болница со симптоми на труење, откако јаделе сендвичи од сендвичарница во близина на познатото училиште Емуц. Родителите алармираат дека симптомите се појавиле само неколку часа по консумирањето на храната, повраќање диареа, висока температура и слабост. Сомнеж од паѓа на расипано месо или компири, кои биле дел од оброкот што го јаделе учениците. Една од мајките храбро застана пред нашите камери, решена да проговори за она што според неа е случај на контаминирана храна што се служи на децата. Со вознемиреност раскажува. Тој јаде стек со компири од сендвичарницата, веројатно и така и другите деца се заразиле и имат тровање. Веќе неколку дена се тука, од четврток и петок се тука децата, како имат тровање. Кога дојде дома беше многу поспано и имаше температура. После имаше гадење, проливи и продолжи тоа во петокот цело време. И кога постана почесто дојдеме тука со упат за да им дадат инфузија. Веројатно е тровање затоа што има и многу други другарчиња и од контаминирана храна доставена у сендвичарница. Веројатно е некој расипано месо, најверојатно стек или компир и нешто друго. Загрижена од ситуацијата, мајката упатува јасен повик до надлежните да го засилат надзорот над храната, што се продава и служи на децата. Според неа, важно е да се обезбеди хигиенска исправност на храната, како во магазините, така и во угостителските објекти. Јас апелирам, храната што е оставена по магазините да се контролира и да се продава хигиенски исправна храна и на сендвичарниците и на рестораните кај што се служат децата со храна. Значи да нема контаминирана храна и од магазините да се воде сметка како се продава, а и како се обработува у рестораните и у сендвичари. Во согласно со ситуацијата, нашата телевизија во текот на следната работна седмица ќе се обрати до Агенцијата за храна и ветеринарство за да добие официјална информација за превземените мерки и контрола на сендвичарницата каде што е пријавено труењето. Во моментот учениците се безбедни.